Во дневникот на регионалната К1 ќе ги гледате најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија, светот и спортот. Останете на нашата фреквенција. Се враќаме веднаш по најавите. Во Државната изборна комисија денеска беа врачани уверенијата на новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори 2016. На јавната расправа за аерозагадувањето во Велес беше презентиран катастарот на загадувачи. Процесот на покренување на стечајна постапка на винарската визба по Вардарие времено е одложен. На јавната расправа за аерозагадувањето во Велес прв пат беше презентиран катастарот на загадувачи, студија која изработи фирмата Технолаб, а многу малку општини во државата ја имаат овој стратешки документ за локалната самоуправа, изработен со цел изнаоѓање на решение за намалување на амбиенталното загадување на воздухот во Велес. Општина Велес е меѓу првите локални самоуправи која има изготвено катастар за животна средина. Овој стратешки документ за локалната самоуправа е изработен со цел изнаоѓање на решение за намалување на амбиенталното загадување на воздухот во Велес. PM10 частичките честопати се над дозволената граница. Статистичките податоци покажуваат дека една третина од годината велешани дишат воздух во кој овие частички се над максимално дозволената граница. Према резултатите од катастерот дека 93 скоро посто од загадувањето се одвива во зимните месеци и дека е предизвикано од огромните материјали што ги користат нашите сограѓани, а додека останатите проценти се потоа следи сообраќајот, односно движењето на возилата. Токму ради тие параметри ние ќе направиме едно координативно тело од стручни лица, кое што ќе има задача да во наредниот период ги следи и ги спроведува, ги предлага краткорочните, среднорочни и долгорочни мерки за сузбивањето, односно за ублажувањето на загадувањата што се јавуваат преку PM частичките. Од локалната самоуправа велат дека координативното тело активно треба да работи во наредниве месеци и првите мерки да ги презентира во пролет, за да има доволно време тие да се спроведат, а со тоа позитивно да се влијае на намалување на амбиенталното загадување на воздухот во Велес. Протест пред Велишкиот основен суд денеска организираа околу 300 лозари од Тиквешко. Тие велат дека на овој начин сакаат да го искажат револтот пред одржување на судското рочиште со кое врз винарската визба по Вардарие може да се отвори стечајна постапка. Дијана Иванова анализираше на оваа тема. Лозарите од Тиквешијата денеска ги блокираа влезовите на основниот суд во Велес. Велат на ваков начин сакале да го искажат револтот пред одржување на судското рочиште, со кое врз винарската визба по Вардарие можеше да се отвори стечајна постапка. Царинската управа за ненаплатен долг од 38 милиони денари поднела барање до основниот суд Велес за отварање на стечајна постапка. Ни гореше нас под ноите, пошто немаме кај да го даваме гројство. Човеците смогнаа сили, ни го зеа гројство. Се надеваме дека ќе ни го платат, а се надеваме дека и државата и на нив треба да му помогне да се разберат кај луѓе. Имам пари за зиме, не може да иземам. Ќе одрли устеч, кажа дека ќе пропаднат парите. Сега не знам как ќе биде, што ќе биде. Ние го имаме некои гласини дека сака царината да се наплати ујапа. А за разлика од нивните поборувања лозарите имаме многу повеќе. За да си добиеме парите, ако отиде во стечајот, колку ќе бараме пари? Процесот на покренување на стечајна постапка времено е одложен. Винарската визба по Вардарие доставила барање до Врховниот суд за изземање на основниот суд Велес од овој предмет. Предлогот за покренување на стечајна постапка е во овој период запрен за добро на лозарите, за добро на цел еден регион и за добро на странските инвеститори. Се надевам дека ќе се најдат адекватни решенија понатаму и понатамушното решавање е во рацете на Врховниот суд. Ви благодарам. Ги платите средствата кога сметката е блокирана? Сметката е блокирана од Царинската управа, но долговите се сервисираат. Така да сиве овие лозари што се дојдени тука, веќе ги примија средствата од винарската визба
по Вардарија согласно сите договори што винарската визба ги имаше со владата на Република Македонија. Председателот на Агротиквешија Љупчо Аризанов вели дека очекува судот да ја свати маката на лозарите и да не покрене стечајна постапка врз винарницата, која оваа есен реши дел од проблемот со откупот на грозјето. Тоа со текот на времето мислам дека сето ќе биде решено, но како ќе биде решено, да се надеваме дека апсолутно во тој дел лозарите нема да бидат засегнати, поради тоа што се тие првите кои што ги сносуваат сите тие последици на сите тие игри до сега што се изигруваат. Мислам дека решението кое што се бара секој пат е во судот, но судот денеска испадна во сусрет на нас лозарите поради тоа што имавме пречка да апсолутно за напред останеме 7000 кооперанти со кратки ракави. За лозарите не е важно кој суд ќе одлучува по барање на Царинската управа за отварање на стечајна постапка. За нив е важно по Вардарија да продолжи да го исплати откупеното грозје. Анкетираните лозари велат дека парите за првата рата од годинешниот род винарницата ги префрлила на нивните трансакциски сметки. Но сепак, можноста за отварање на стечајна постапка ја загрозува исплатата на втората рата или исплата на 40% од предадената количина на винско грозје. Денеска се одржа традиционалната новогодишна свечаност на општина Велес. Пред присутните градоначалникот Славчо Чадиев ги презентираше достигнувањата, реализираните проекти и резултатите на локалната самоуправа во оваа година на полето на економијата, инфраструктурата, социјалната заштита, културата, образованието, спортот и така натаму. Катарина Нацева го следеше настанот и ги има деталите. Рубинчо Димовски, најдобар полициски службеник, Киро Димовски, пожарникар во ТПП Велес, Небојша Цветковиќ, хуманист, Горан Николов, комунален работник, Марин Јанев, најдобар занетчија, Ивица Стојчев, најдобар земјоделец. Ова се најуспешните за 2016 година по одлука на Советот на општина Велес, кои денеска беа представени на свечената седница. На истата пред присутните се обрати градоначалникот Славчо Чадиев, каде ги презентираше достигнувањата, реализираните проекти и резултатите на локалната самоуправа во оваа година на полето на економијата, инфраструктурата, социјалната заштита, културата, образованието, спортот. Она што и даде последен белег на 2016 година е економскиот развој, инвестициите, отварањето на нови работни места, подобрување на стандардот на нашите сограѓани. Посакувам општина Велес исто толку гордо и достоинствено да ја дочека и следната година, но со нови планови, со поубава и побогата општина, со помалку невработени, со помалку социјални проблеми, со поголем број жители и задоволни стекни лица. Ќе се вложиме сите заедно за остварувањето во нашата цел, задоволни граѓани, задоволен Велес. Признанија и пофалници им се доделија на училиштата и детските градинки кои собраа најголема количина отпад за рециклирање, како и електронски отпад, а беа доделени договори за стипендирање на 10 средношколци и 9 студенти, за кои претходно Советот на општина Велес одлучи да бидат стипендирани за оваа учебна година. Со 13 гласа за, 4 против и 1 воздржан, Советот на општина Кавадарци на денешната седница го усвои предлог буџетот во висина од 13 милиони и 200.000 евра за 2017 година. Економскиот раст, зголемување на економијата, животниот стандард и квалитетот на животот се стратешките цели кои се планирани да се реализира со проектниот буџет. Околу 13 милиони евра е проектиран буџетот на општина Кавадарци за 2017 година. Градскиот совет на денешната седница го усвои предлог буџетот и програмите за работа на општината кои се составен дел од буџетот. Градоначалникот Александар Панов смета дека е направен реален буџет кој ќе се реализира. Во главном, во другите ставки, како на приходниот пред се на расходниот дел, имаме ситуација слична на минатогодишната, со тоа што цирка нешто над 30 милиона денари имаме намалување на овој буџет. Целта не беше да представиме еден по-реален буџет. Повторно ќе кажам дека и овој буџет е амбициозен буџет и врз основа на нашите амбиции и желбата да постигнеме негова реализација над 80% се темели мојот ангажман и ангажманот на
општинската администрација. Основниот буџет изнесува 390 милиони 437 милијади денари. Буџетот од самофинансирачки активности е речиси 33 милиони денари. Приходите од дотации се близу 330 милиони денари. Приходите од донации изнесуваат 30,5 милиони денари и приходите од кредити се во висина од 14 милиони и 100 илјади денари. Советникот од СДСМ Зоран Бањански потенцираше дека овој буџет, како и буџетите од изминатите години, биле нереални и на дело се покажале дека се неостварливи. Во нашите дискусии сите 4 години се повикувавме на нереални буџети кои беа неостварливи, кои и на дело се покажа дека се неостварливи. Тоа најлесно може да се заклучи од реализацијата на програмите. На секторите најлесно им е да напишат програма за реализација за буџет, посебно за наредната 2017 година. Програмите се препишани од минутогодишните, ништо ново нема, а буџетот е поставен на ниво од 783 милиона првен, па после 809 милиона денари или околу 13 милиона евра. Со 13 гласа за, 4 против и 1 воздржан, беше усвоен буџетот во висина од 809 милиони 596 илјади денари за 2017 година. Идната година во општинската каса најмногу приходи ќе има од самофинансирачки активности, донации и дотации, од данок на имот, данок на доход и други даноци со кои се предвидува да се слеат средства во општинскиот буџет. Сакам од моје лично име и од името на вработените во локалната самоуправа, односно на сите чинители за овој буџет, да се заблагодарам на советниците за позитивниот однос и гласањето за овој буџет. Не се смеам затоа што знам дека секоја година со гласањето на буџетот мислите и мене и на администрацијата се насочени кон извештајност, односно да наредната година или наредниот период реализираме што е можно повеќе од тоа што ни е планирано, а со тоа да ја дигнеме нивото на реализација. Секој дигане на ниво на реализација значи подобрување барем на едно барање на граѓаните од општина Кавадарци. Советот ја усвои и одлуката за извршување на општинскиот буџет и календарот за подготовка и донесување на буџетот за 2018 година. Поддршка доби и програмата за уредување на градежно земјиште за 2017 за јавни комунални дејности, за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадарци и слични програми за наредната година. Економскиот раст, зголемување на економијата, животниот стандард и квалитетот на животот. Ова се стратешките цели на властите кои се планирани да се реализираат со проектираниот буџет. Советот на општина Демир Капија ја одржа 36-та поред редовна седница, на која беа разгледани и усвоени 25 точки од дневниот ред. Деталите во прилогот што следува. Советот на општина Демир Капија ја одржа 36-та редовна седница, на која беа разгледани и усвоени 25 точки на дневниот ред. Одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Демир Капија, одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Демир Капија за 2016 година, одлука за пристапување на општина Демир Капија како еден од основачите на фондацијата Кластер за туризам на Теквешкиот регион, одлука за извршување на буџетот на општина Демир Капија за 2017 година, се само дел од 25 точки на дневниот ред. Пред советниците се најде и програмата за работа на Домот на културата Мирка Гинова во Демир Капија за 2017 година, како и годишниот финансиски план на истата, програма за енергетска ефикасност за период од 2016 до 2018 година на единицата на локалната самоуправа во Демир Капија, годишна програма за работа и развој со финансиски план на јавното предпријатие за комунални работи Бошава од Демир Капија за 2017 година. Исто така се најде пред советниците. По разгледувањето и дебитирањето беа усвоени сите 25 точки од дневниот ред. Седницата заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања. Територијалната противпожарна единица од Велес секоја година ги посетува учениците од основните училишта.
Денеска Дедо Мраз со противпожарно комбе од територијалната противпожарна единица пристигна во подрачното основно општинско училиште Јордан Хаџи Константинов Джинот во Башино село, каде што им даруваше новогодишни пакетчиња. Сања Левкова Ангелова со деталите. Со противпожарно комбе од територијалната противпожарна единица од Велес, Дедо Мраз пристигна во подрачното училиште на Јордан Хаџи Константинов Джинот во Башино село. Учениците среќни и весели го пречекаа Дедо Мраз, кој на сите им подари новогодишни пакетчиња. Децата пееја новогодишни песни и секој од нив посака различни желби во 2017 година. Јас сакам Дедо Мраз да ми донесе само лектири за ова што ќе имаме одмор ова зимо, да си поминам со лектири. Количка на Далинско. Да. Што беше? Да. Јас би сакала Дедо Мраз да ми донесе за новата година играчки многу и среќа. Бе, јас ништо што не икам да ми донесе, само да имам петки и повеќе да учам. Јас за новата година би сакала Дедо Мраз да ми донесе кукла и се друго, се. За територијалната противпожарна единица од Велес, секоја година практика е да ги посетува учениците од основните училишта. Командирот Лепидовски вели дека на овој начин децата можат подобро да се запознаат со пожарникарската професија. Цела година работиме со интервенции и пожари, значи ваквите денови кога е за прослава и за забава на децата што нели им вршиме едукација, сакаме да им направиме изненадување на децата дека и ние помагаме Дедо Мраз да стаса и да им донесе поклони, да им ги исполни желбите. Некој со песна, некој со игра, но сите заедно посакаа новата година да биде среќна и успешна како и претходната. Во Државната изборна комисија денеска беа врачени уверенијата за новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори 2016. Во системот Мој термин евидентирани се 7807 заболени од грип од почетокот на месецов, а во престојниот период се очекува постојано зголемување на бројот на заболени. Вестите од Македонија во продолжение. Во Државната изборна комисија денеска беа врачени уверенијата за новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори 2016. Уверенијата им беа врачени на овластените представници на коалициите и политичките партии, кои освоија пратенички места, а не како досега лично на новоизбраните пратеници. Деветиот македонски парламентарен состав ќе има 120 народни избраници. Најмногу мандати освои коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ 51, коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2. Нема да има народни избраници од диаспората поради недоволен број гласови. По конституирањето на парламентот, председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Доколку не се формира влада, мандатот се враќа кај председателот, а тој го предава на втората партија по број на мандати и постапката се повторува. Министерството за труд и социјална политика почна постапка за прибирање барање на лица корисници на социјална парична помош. Постојана парична помош, посебен додаток, детски додаток, родителски додаток, како и деца без родители и родителска грижа, за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација за своите деца во текот на зимскиот распуст за учебната 2016-2017 година. Со овој проект предвидено е да се опфатат 1000 деца родени во периодот од 2002 до 2007 година или деца редовни ученици кои во учебната 2016-2017
2017 година посетувале 5, 6, 7, 8 и 9 одделение и деца корисници на посебен додаток до 26 години. Услугата ќе се користи почнувајќи од 2 до 17 јануари 2017 година, односно во 3 смени од по 6 дена во детското одморалиште Бегова Корија во Крушево. За време на користењето на бесплатната услуга за одмор и рекреација на децата ќе бидат ангажирани волонтери на Црвениот крст на Македонија и одговорни лица од центрите за социјална работа. Министерството за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица да се јават за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација за своите деца. Во системот Мој термин се евидентирани 7807 заболени од грип од почетокот на месецов, а во предстојниот период се очекува постојано зголемување на бројот на заболени. Поради тоа се препорачува да се изврши темелна дезинфекција на сите детски градинки и училишта низ државата, одлучи Комисијата за заразни болести на денешната седница. Според информациите на Комисијата, во училиштата и градинките не е забележано поголемо отсуство на заболени деца, а имајќи предвид дека се наближува училишниот распуст, можноста за пренос на грипот меѓу учениците во училиштата се намалува. Комисијата препорачува во сите детски градинки да се врши редовна дезинфекција еднаш на секои 2 недели во периодот на сезона на грип, како и континуирано да се одржува зголемено ниво на хигиена и почесто проветрување. Комисијата потенцираше да се ограничат посетите на хоспитализираните пациенти во болниците со цел спречување интрахоспитални инфекции, како и вонредна темелна дезинфекција во сите јавни здравствени установи каде има хоспитализирани пациенти. Од Комисијата препорачуваат граѓаните да избегнуваат престој на поголеми собири каде што има присуство на поголем број луѓе, како и одбегнување на контакт со заболено лице. Продолжуваме со вестите од светот. Расте бројот на мигранти кои доброволно заминуваат од Германија. Дури над 55.000 мигранти чии барања за азил биле одбиени ја напуштиле Германија во периодот од јануари до ноември оваа година. Најмалку 2 лица загинаа, 43 други се повредени денеска во Индија, кога експресен воз излетал од чините. Од јануари до ноември оваа година над 55.000 мигранти е напуштиле Германија. Како што информираат германските медиуми, зголемениот број на доброволци што ја напуштиле земјата се должи на построгите правила за депортација на одбиените апликанти за азил, кои веќе не можат до недоглед да останат во Германија, ако не им биде одобрено барањето. Аналитичарите очекуваат овој тренд да се засили во иднина, особено откако минатата недела беше откриено дека напаѓачот на берлинскиот божикен панагюр Ани Самри бил на листа за депортација, но успел да ја избегне полициската контрола. Според вестникот Süddeutsche Zeitung, неголемиот број на мигранти кои доброволно се вратиле во своите земји потекнуваат од Албанија, Србија, Ирак, Косово, Авганистан и Иран. Тие што заминуваат доброволно во своите матични земји добиваат паричен надомест од најмногу 3000 евра. Најмалку 2 лица загинаа, 43 други се повредени денеска во Индија, кога експресен воз се излетал од шините, при што се превртеле десетина вагони. Несреќата се случила рано изутринава во близината на градот Кампур, во северниот дел од сојузната индиска држава Утар Прадеш. Возот излетал од шините додека минувал преку мост на еден пресушен канал, а представник на железницата изјави дека во моментот на несреќата во реонот на Кампур имало магла. Минатиот месец во околината на овој индиски град се случи железничка несреќа во која загинаа 140 лица. Индиската влада неодамна соопшти дека планира да инвестира 137 милиарди долари во наредните 5 години за модернизација и проширување на железничкиот сообраќај во земјата.
Поради продор на многу студена воздушна маса од север во следните денови, ќе преовладува променливо облачно, студено и ветровито време, информира УХМР. Денеска и во четврток ќе провејува слаб снег и ќе дува силен северен ветер, особено на планините, по време на собрзина околу 100 км на час. За време на викендот, времето ќе биде сончево и за новогодишната ноќ, ведро и многу студено со температури под минус 10 степени. Да ги погледнеме деталите. Со информацијата за времето го означуваме крајот на дневникот. Пријатно!